Оние што придонесува земјата да добие третман на темен балкански вила е тие кои што во црно ги завија медиумите, правдата, политиката. Непримерно се нудат себе си како штекери преку кои ќе се запали тоа што тие го изгоре, ама за фолот да биде уште поневкусен, со класично плагирање на кампања и тоа таа посветена на нешто сосема друго. Посечи живот. Доаѓа време на темнина. Пуштете ја светлината во Македонија. Кој штеди има. Подобноста на копијата се огледа исклучиво во пораката со оглед дека веројатно не постои човек со честни исклучоци, кој освен неколку теми начелници на ВМРО ДПМН е толку способен домаќин за да толку многу да заштеди, по уште и да дели лекции за тоа како секој треба да размислува за еднината, особено ако цела една деценија неприкосновено бил владетел на сегашноста. Ние размислуваме 10 години однапред. Ние размислуваме 20 години нанапред. Може би перспективите ќе беа други ако на визионерите не им се случеше проблем со бравата. Тие што во своите раце го држаа калаузот со кој слободно ги отвараа вратите кои ќе посакаа да им бидат ширум раскрилени. Наеднаш се соочија со ситуација во која клучалката им остана празна. За кои причини го земале клучот, јас не знам. Што сакале да направат со клучот, не знам. Јас имав и други клучеви да го заклучам станот, но оставив така како што е. Како и овој стан, така и правдата се уште останува незаклучена. Иако за прв пат по подолго време, ама не украден, тој се наоѓа во вистинските раце. За него, конечно мора да се најдат луѓе што ќе ја сватат кваката и со браварска услуга ќе изрежат нова шифра за декодираната врата на неправдата. Инаку, како што се тера, ќе продолжи во обичаеното возење во погрешна насока. Зошто ќе се чека на пуштање на автопатот до година, кој инаку е готов, од владата нема конкретно објаснување. Дека делницата е готова и по неа може да се вози, сведочат и видеозаписите кои се објавени во јавноста. Ова сведоштво сведочи за мистификација која лажно се продава како вистини, иако таа е и повеќе од очигледна. Исто како и депласирањето на тезата на еден од кандидатите за градоначалници на Чешиново Блешево, дека тоа за малку ќе станело туристичка мека, само ако атрактивните штрокови не останале без јадење. Може би проблем сега е тоа што поради нарушени еколошки состојби ги нема жабите, да се знае нема што да се храни штекот, меѓутоа веројатно е тоа некоја перспектива. Од таква жабја перспектива се изгледа едноставно и надежно, особено ако некој си умислил дека развојот на општината е детерминиран од датумот на раѓање, па среде есен најавува дека некому ќе му запролети. Бидете убедени дека општина Струмица овој пат со помош и на централната власт ќе цвета како мајско цвеќе. Затоа што јас и Коста Јаневски сме родени во месец мај. И на крајот, ниту пролетната убавина не бива без малку козметика. Да, ние сега пред емисијата се шминкавме со господинот Бошварски. Тоа е шминка, а другото беше работење. В недела ќе дознаеме кој ќе се црви, а кој ќе црвенее. До тогаш, секој може да ужива во шминкањето на реалноста.